работиш ти у Америка, бе, тамо? Како се снаваѓаш таму у Америка, бе, Ристо? Како се снаваѓам, Блажо, разбираш. Таму е многу едноставно. Вас сите бе бунати многу големи градови има, разбираш. Многу едноставно. Седнеш у такси, има такси многу, разбираш? Да. Седнеш у такси и на тај шофер му кажеш, они викат у Америка, они викат даунтаун. И кажеш му даунтаун и носите дека сакаш, разбираш. А стварно ли тамо женските многу давале, бе? Многу дават, разбираш, многу дават таму. Тука да ти кажем 3 дена треба да ја молеш, ама за тоа па превентив ние не ставаме. Таму вие ставате превентив, а? Абе, Блашо, како ти објаснам, не знам како ти објаснам, дали ќе ме сванеш, ти не си бил таму, има диско клубове, разбираш. И у тоа диско клубовете, женски, вака, разбираш, и седнеме на тоа шанкот, и женските тука се, и женските таму, они викат у Америка, женски таму викат бойфренд. Бе, ти јазико си го научил многу добро, е. Блажо, шо да ти расправам, разбираш, јас у Америка, многу сум зафанан се, разбираш, имам многу јаки позиции, Добро. разбираш. Шо работиш, бе, ти у Америка? Шо? Работам у една фирма за сточарски производи, разбираш. А шо? Манекен сам. Рекламирам говедина на тоа спотовете на телевизија. Шо? А вие клопотарците, одекате се? Ами, тоа ми е репрезентација, разбираш, од фирмата. Шо е богата држава, мама му да, ева. Блажо, богата држава, разбираш, ама колку шо е добро, толку е и лошо. Добро е шо убаво стоја, разбираш, вака. На очи е убаво, звонци. Не може секој да си приуште, не е ефтин поклон да кажеш секој да може да си окупе, разбираш, може. нели? А лошо е од друга страна, па шо у секој време може да те најдат дек си да едеш. Ристо, а оти ти не дојдеш тука сега со новиот закон, че има многу запослување, че ги фатиме убавите работни места, бе? Джони, оди вам. Оди бе, шо се срамиш, влезе да му ибам. Ова е домачинска куќа, бе. Оди малку напани си ја душта, бе. Пушти го срцата, малку те гледам, се шлаиш натки наваки. Сам ли си? Слушај, за тебе имам една мрсничка од Шумен, Народна република Бугарија. Абе, има да се направи чејф, тоа ќе ти биде незаборавна авантура, ја ти гарантирам. Абе, слушај ме што ти викам, Џони, у 14 држави има работено, бе, меѓународно искуство, бе. Абе, ти немаш појма, бе. Абе, кој пробал човече се усречил? Баш ка, има снимено рекламен спот. Вика, аз сам Мара Палавата и на всички сам позната. Как голяма успија, работам и на вересија. Тоа е професионализам, бе, Џони. Јело понавик. Да не ти се фалам, ама кај нас се си е легално у рамки на образовниот систем. И тука делуваме на правен факултет, економски факултет, филозофски. Мислам, се е легално, си одбериш само жбунче и ропај. Ама има неколку тарифи, има можам ти понудам скапа тарифа, негде може и до 1000 марки ќе те врати, не си навечера, чејличи, купиш фстанче во аноа. А има и ефтина варијанта да можеш за, да не претерам, ама за 2-30 марки да поминиш, или тоа е ефтино. Се ти ако сакаш и за проба, можеш да направиме нешто. Влези, еве, пробна доза ти е 4 марки за 4 минути, па шо ќе направиш, твоја си е. Шо? Љубов? Ти нормален ли си? Ти знаеш тоа секс од љубов го измислија комунистите за да ропат без пари, бе. Хајде, бе. Џони, дојди бе, че најде... Џони, ако си за нешто по-настрано, има еден бугарин, ако сакаш. Џони, дојди бе, Џони! Батка, здраво! Вие сте тие Еурокс што продавате и што сервисирате фотокопири?
Вака го ќе ме прашаат, дојде бе. Батка, шо све немаме овде? Оригинал ксерокс. Име фотокопири, штампачи, факсови, башка шо продаваме, башка сервисираме, башка комплетна услуга. Бирај. Ја ќе го сеам овој, ајде да не чекат муштери. Спакој би го овој, донесете би го таму. Слушај, те гледам вака музикално ми додаш да ти шитна мен клавир за 500 марки. Те ми треба клавир, ја дечко. 500 марки, бе, батка. 500 марки, кој ти го дава? Абе, не знам да свирам шо 500 марки. Абе, 500 марки, бе, сега ќе идем у кафана, ќе ги спиеме на чуе нека клавир, бе, 500 марки. Абе, 500 марки, стварно, ама. Не ми треба. Бе, немам ни 500, немам ни кај да го ставам до. А ти давам 2 за 800. Така, Боже, тоа е бизнис. Те бива. Ајде. Кого да питате за беде, ќе ви каже да ја секој викенд су видел да викенд. Ќе зеат некоја девојчица, палиме точковита и правец да викенд у природа. Али, ото више нема траш, пошто се има све мање природа. То сегде џубре, либеки, дајлон, консерви, а човек нема кај да залегне, нема више слободна ливада. И си викам, кругот е мале чока, во него сме сите. И бате, васе, бате, бубе, бате, бите. Та-ла-ла, ау-ау. Деба ли вади деба? Ода ми вика, дај биди лидер. Води ме удора на езеро, да се бањаме малце. А си викам, оста да ти не бањата, сестро. Штета, удора више нема езеро. Све мање има биоцедоза, мање има риби, мање комарци, мање има екоструктура, што вика овој Вукалја. И викам, слушај, кругот е мале чока, во него сме сите. И бате кире, бате лазе, бате бите. Чекаме ред за вода, ред за воздух сите. Природата ни враќа, броени се деновите. Али ода упорна, сака да иде да викенд па то ти е. Ајде биле досибете бола поред река, да гледаме природа лепота. Важи, идеме тамо, шо да видам? Реката тече, камен лече, а рибите пливат грдно. Неба трашни овде и викам, и отидовме кај мене, и така млаите почнава се затварат под ова. Кругот е мале чока, во него сме сите. И
бате кире, бате лазе, бате битре. Чекаат ред за вода, ред за воздух сите. Природата ни враќа, броени се дедовите. Боже! Одговарам така да факултет да еде диспит и професорот ми поставува питање за животот. И си викам, фала Богу, ми постави питање што го знам и почињам. И викам, животот е да долготрајна и да излечива болест која што обавезно завршава со смрт. И професор вика, колега, доволно, да, ова му индексот, еве ти 5. 5. Зашто? И викам ја одма, професоре, ај жити мајка, пиши ми 10, одма да не доаѓа ми следниот пут. И тоа беше мисла вака по карактеристично што се деси таа година. И након то, летото го побидав на одмор, тамо баја ги поцрнев и то. И ко се враќав од одмор, си викам дај да овие другарите што бевме тамо заедно да им ги пратам сликите и им ги праќам да ги видат, али сликите по грешка стигнале тамо на некој фестивал за фотографија и нормално добив прва награда и станав многу популарен. Си викам кој таленат и то и ова. И пошто након то почнава да ме викаат мене многу поразличити приеби, свадби, крштевки, ово одо, и баш се сеќам така да иде прием која ме поканива у Америка, Северна Америка, тука кај Дакота, и си вика, ба, сега ќе се дотерам, оптав така еден смокик, лептир башќа све, си вика, сега кој ќе влезам тамо, сите ќе ми завидат, ово, али, ради некои околности што бева тамо, оставив то пред врата, влагам унутра и организаторот вика ме, камо ти, тебе ко дело, зашто не си усмокинг? Па ти си крив, пе заебаваш, тука сте пишеле пред врата до усмокинг и ово, и после то, ја, не знам, пардон. Ало? Еве снимам за телевизија, те што кажи. Да, ќе дојдам обавезно, да. Жена ми нема да, шо пре жена ми? Па се излежава овамо, да ортопедија. Коските, да. Епа јеби га, сама е крива, ја кој вика вода дече да ме слуша и тоа. Ајде бе, дави сега на телевизија, се чуеме после, ајде. Ете, што брзам, значи вака некој кој ќе ме прекиде усред мисла што ми беше зборот сега. Ајде, дактато. Ти мало старија, па да будеш со мном, кај заđем у град да нам си задиве. Да си мало старија, па да будеш со мном, да си мало старија, па да нам се сви диве. Блажо, дек си разбираш. Шо работите вие тука, од дека дојдете? Слушай, во е, че ти Блажо, он е највисоко котира моментално од сите од наши крај што се дојдени тука у град, разбираш. Блажо, шо работиш, разбираш? Тука нешто и бројам вие што се пупките да видам колку ќе роде ваа година. Ти знаеш што јас сум раклија, тука у град се дојдени од дека јабуки. Мора вака 1, 2, 3, 5 пупки да изпланираме родот за ваа година. Увоз, прелевмани, едно друго. Колку време не сме се виделе. Това е цацето. Кажи. Пите за невеста. Чекай бе, полек. Слушай, това е цацето, ти не си го видел од маленко, сега порасна, треба да го женеме, разбираш, па ти си така највисоко котираш, да му најдеме некоја работичка тука, да не можеш невеста да си најде. Ти бе, цаци, многу си израснал ти, уште ли не си женат ти бе? Не. И ви што чекаш? Сега ќе ти најдеме една работичка, ти Види го, те оженам за 5 минути. А девојка нешто, немаш ли сериозна врска бе? Те ти кажу, ти си кажу. Што да му кажам, таа последна, тоа постави го. Избега, пичка и мајци. Абе, не псуй сега, разбираш. Слушај, ќе те запослеме тебе сега. Јас ќе сеавам кај вие што се тука, те ставиме тебе на царина тамо, да поработиш 6 месеца, дето го гледам способно се,
Дай 500.000 марки тука да може утре семейството рад да го гледа. Море, Блажо, не е дето тај калибар за толку многу пари. Дај нешто потака, по некоја друга работичка, ако може, за помалку, за многу пара. Пита за момичка. Слушай, чекаме ти. Чекаме Момичката сега, сама за че се најде. Чека Слушай, работа. имам аз алтернатива, ако не е он толку тоа, ќе го ставим. Сакаш на помпа да работиш, бе. Ќе оставиме тамо на помпата, тенцо тревото тука, шо ново е, кој не видел, тука не видел за 5-6 месеци, так да се обезбедиш фамилијата утре, да не шо се мачи дето, така Море, ли? Блажо, дето, прво многу е слаба математика, разбираш. Второ, многу е наивно, разбираш, че го фана тамо, не го бива за такви добари, разбираш, како што прават. Дај нешто. Остави на мене ти и на тоа не, ќе најдеме алтернатива, бе, друга, бе. Сакаш ли, ќе оставиме тука у министерството кај мене, нека издава дозволи. Еден ќе дојде, заваа дозвола, ќе му бакне рака, 2000 марки, 3000 марки. Со бене 2-3 месеца колку ќе бора. Да не се заебаваме тука, што ќе го мачам детето тука. Блажо, бре, това дете не е за таа работа, разбираш. Она е скромна дете, дај нешто ќе му најдеме за 2-300 марки месечно, да може да кърпе фамилија да гледа типа, разбираш. Така не може, бе, Ристо, бе, немој Ево се. ти, бре, Блажо, разбираш. Еми, за таква работа треба да има факултет. Треба факултет, разбираш. Јас кога говорам 15 години учи како на магаре да говорам, разбираш. Најголемите селаци и глупаци испозавршија држат место, разбираш. И работа сакаш. Акција! Иде бе, поеботивно, по тоа. Сега си усредет со шишките. То. Иде бе око дрвото, иде бе, око дрвото. То, пази да сека. Гледај тука. То, иде бе. Буа, Мара! Буа, Сара! Буавица! То, се видиш, то треба само поемотивно да го изразиш и со овако, кој ќе Ние обично се научиме да се стегне, да се види тоа, од кој ќе ти тоа таа страна ти го и видиш тоа си тука. Што снимате? Усредет. Добар ден. Еве како што можете да видите, присуствувате тука да најпознатата што е школа за глупци, тоа е изузетен таленат. Го гледате тошо и ова е еден кадар од една сцена од еден филм трилер, акцион и трилер, у кој што као актер овака треба карактерно да изрази улогата со тоа што иде од обично иде на кај сок, влага тамо и после една драматична ситуација у која што чека ред и онда тука као што се сите пред него вака, острпливо со актовката и тука се дешава заплетот у 38 минута по книгата Растивање и како доаѓа стрпливо чека, тезијата расте, драмата се дешава и таба до од актовката да и прибето е да му фалат 500 денара. Ти тука требаше сега, значи, кој што ти фалат 500 денара, ти правиш фаца као да ти фалат 320 денара. То обровите треба тука, пошто вака се губи поетата, сваќаш. Со вежбање поеше тока, обровите се изразава карактерот и така, и тоа е уствари расплетот на целата ситуација и затоа ние сега ќе вежба вакво, деба да заберате, ова беше ексклузивно за вашиот пријател. Ете, тоа беше нашето репортерско воје. Ќе му се удесе шукадари со тоа. И ќе му даш, ајде во штедеш да види. Сваќаш ти, овако тоа. Ето, ајде бала пауза се, изтрче се и ќе дојме после. Иди изтрче се 2 круга. Ето тоа, ето. Бали, пекај тамо. Дедела се спрема, дал се баѓаш или си ставаш креба. Градинарот пред да купи црви, те излажа дека ти е први. Градинарот пред да купи црви, те излажа дека ти е први. Градинарот веќе го расте, ти дербот да триде да ти касне. Сама седи ништата жена, да жена, нема жена. Шо ми плеше, каде она беше,
Шо мислеше, kad te ona deže? Da ta žeda, deba žeda. Gratidaro tebe te prevari, te odese da hari batahari, izdedato tebe bite chiari, a da vede ficus mi podari, izdedato tebe bite chiari, a da vede ficus mi podari. Gratidaro cveke togo raste, ti dervozda tride da ti kaste, Saba sedišta ta žeda, da ta žeda, deva žeda. Šo misleše, kad te ona deže? Šo misleše, kad te ona deže? Da ta žeda, deva žeda. Gratidaro cveke togo raste, ti dervozda tride da ti kaste, Saba sediš da ta žeda, da ta žeda, deva žeda. Šo misleše, kad te ona deže? Šo misleše, kad te ona deže? Saba sediš da ta žeda, da ta žeda, deva žeda. Деба животов дека бе? Добро бе, батка, шо си ти толку кураз, бе? Шо е работа со тебе? Како да не вида бе? Два факултета јав завршено, а гледаш што спада в теа работа дека со булеши у кафада да дегуба. Па ти знаеш колку идеи ја? Идам декти у министарство ја идеја за бизнис, му елаборисам да тој се му каже вака ќе биде, онака ќе биде, да ми дат, он би викал тој мислиш дека ќе има проđа, му викам гарантовано испитано тржиште све и би вика чекај дој за 7 дена, утре дета, негов прв братичет го почиња бизнисот и ја што мене ми вика ќе биде. Абе нема работа тука бе. Зашо така збориш дека нема работа, бе се? Цела зграда кај мене кај што живеам, сите работат ја. Моја фамилија од мене тргаме. Сите се запослени, бе, човече. И шо ако работат? Од септембар не баат зебе до плата. Шо има везе? Шо дома да седат? Бе шо? Абе ајде, гледај вама бе колку фабрики златија бе тука, какво поднебје сме се. Една фабрика не ни работи, сите ги донесува у тоа лавиринтот и не знаат шо потек да направат. Абе катастрофа е бе. Добро бе, батка, ти пратиш ли програма дека се дешава нешто, дека има некое движење у држава? Го гледаш ли оној бизнисменот на телевизија, оној странскиот што беше пред некој ден? Шо кажуваше човекот? Шо? Како шо кажуваше? Кажува човекот многу паметни работи, кажа. Кажува дека треба сите фабрики да се модернизираат, дека треба да се направи правилна стратегија, дека треба да бидеме конкурентни на запад, дека треба, али треба да помине време се. Па шо не направат бе овие дека преземат некој потек па да тргне то? Шо они да преземат, малце ни ги отвараат очите сега и како треба да ни кажат шо да правиме? Абе, стварно си би спеше ти гледа, абе де може бе да брдеме од земја, абе ни пасош, абе ти вика у Брисел, ово, а брсти у жеп со пасошот, у Грчка не можеш да отидеш. Бе не можеш да брдеме од тука, бе, затворени сме. Зашо збориш така? Ти знаеш дека визите не ни ги прават они, него ние си ги правиме сами визите. Шо сакаш да искочиш надвор од држава без да се среди овде работава? Шо, ајде да си идеме сите од држава, бе, ај! Абе, шо? Де гледаш дека и козрвите и отварачите се кај нив, бе, де ги даваат, бе, човече, бе. Бе, дај малце ти, глеј какви афери има, са доправа ќе се чујува со цигарите. Шо да правя? Пола полиција умешана и луѓе од влада тамо. Гле, Киро него атентат тамо, нити кажава нешто, нити ништо. Абе, добро бе, ти си мрдал ли негде од тука да видиш што се дешава по запад, по културни веземе? Алдо Моро
го тепаа 78 година. Го тепаа, ги најдоа. Кенеди го тепаа, ги најдоа. Абе И ти, шо? слушај што сака да ти кажа, ова деба везе со демократија бе. Ја дај више се дремира. Овде Бора да има бе некоја алтернатива. Ја па со тебе да те правам буавет. Има алтернатива, бе. Дечки, извини вака што се мешам. Не се знаеме. Може да си чул за мене, али не е битно, мислам вака у ситуација те пратев. Како му го лепна на 3-4 пути директно у фаца свака част. Оно, абе, све аргументирано, аналитички, со факти. На крај мислам само кога ти рече оноа за дека има алтернатива, требаше да му кажеш да. Вака сега у него остана поентата. Батка, извини, ти со шо се бавиш у животот? Јас сум специјалист за бела техника. Слушай, шом си стручак за бела техника? Скокнеш до фрижидер, да видиш дали има ладно пиво унатре, па да донесеш по едно. Може? Цацко Конопишки, навидум обичен јарец во подзнак глас. И него го мачат сите оние работи од денешницата и секојдневието. Притиснат од мито, корупција, роб на традиционалните навики, никогаш ослободен од она што можеби го чека утре. Меѓутоа, овој ситен трговец наеднаш откри неверојатна моќ. Секогаш кога нема да плати данок се претвора во бизнисмен. Во епизодата Царински давачки. Ја тебе, уствари, те треба уопште ни да те пуштам, него, ај. Абе, батка, бе. 4 дена сум овде, па сите папири ги имам, бе. Не сум се избањал, бе. Човече се растрив, бе. Чорапи, бе, со шпакла треба да ги вадам дома, бе. Абе тебе чип колегите не те пуштат, деба тука мислиш ја ке те пуштам? Што има ти уосталом да се бешеш у закони и у работа на влада? Рекле они контингенти има од да доси робајтот, што е се тука? Добро, бе, Слушај, батка. У редо е владава што ги држи контингентите. 20% дава на боранија ко мене. Баш ко ова е транзит роба, бе. Треба да ја носам у Србија, бе. А отказ да ја тебе дека ти е бактериолошки исправна робата? Па добро, бе, батка, толку папири ви дадов, бе. Па има таму све документи, проверет. Ти знаеш од кај ја носам ја роба, бе. Знаеш дека е запечатена, бе. Тиркар не те ова, бе. Слушај, а да ти да прави ја тебе услуга, а извади ти третина од робата ние бактериолошки да испитаме и оди. Добро, бе, батка, сега ти кажам дека е запечатена, не е за овде, бе. Ако извадам третина роба, тоа ми е целиот кер, бе. 30.000 марки се упитање, бе. Ти имаш жена? Имам, Деца имаш? имам. Сака детето твое да јаде? Така. Епа и моето сака. Ние сме 300 души тука. Еве го овој. Како беше, бе? Сила пута брзина, стално го грешам на мој. Што правите, бе? Еве сака да побиде туку така. Батка, бе, камионов ми е на царина 4 дена, не можам, документи све имам. Што не му го пуштите камионот? Те боже, јас сум цариник, има по закон да се работи. Ти што сакаш сега да го повидиш камионот? Сакам да го поминам камионот, 4 дена сум овде. Бе, пушти го, ти што сакаш? Документи нема? Да дае третина од робата да испитување тука. Дај му третина од работа Каква испитување. третина, батка, целиот кјар ми е тоа, не можам ја баш кај... Слушај, За јака петотина. доза е третина, намали малку. Ај пушти му таму камионот, ајде да свршиме работа. Не боже, тука има многу луѓе, да сум сабија како така. Слушај, дај поштено да играем. Дај му 200 марки, час свршиме работа. Ајде. Де, Да, бе, ке... балку толку се пари 200 дал. марки, балку се 200 марки. Дај му уште 300 дечки додаток, ајде. Ајде да не ви све тука народ да не ме гледат, Ќе ајде. даеш? Ќе ти дам А царината толку пари кој ќе дал, ја плати? Царината ќе ја платам ја! Од сусамот! Што ти е бизнисмен?